Почитувани добровечер, уште еден уреднички брифинг на фреквенцијата на 1 ТВ. Вечерва, мои соговорници, ваши гости во овој брифинг се, ајде почнеме од дамата, госпоѓа Сладжена Тасева од Transparency International Македонија. Добро вечер, госпоѓа Тасева. И помошникот главен државен ревизор, господинот Максим Ацевски. Господин Ацевски, добро вечер. Добро вечер. Насетувате, почитувани, дека темата ќе биде како се трошат парите на граѓаните, како ги трошат, како се трошат оние пари од буџетот. Нели, последни два извештаи беа што беа објавени во јавноста откако државниот ревизор ги објави на нивниот веб-сайт, на веб страната. Беа завчера од Министерството за правда, пред 2-3 дена од Министерството за култура. Да напоменам, тоа се извештаи од финансиското работење на овие две министерства во 2016 година. Така нели, господин? За финансиските извештаи за 2016 година, додека за Министерството за култура офаќаме еден подолг период. Подолг период. Знаете, за граѓаните и логично е дека е многу интересно и сакаат да прочитаат, да видат каде се, кој, како и каде ги трошел нивните пари. Во тие извештаи има и ненаменско трошење. Сакаат ли институциите и предпоставените таму да им правите извештаи кога ќе им се најавите дека ќе дојдете да им правите ревизија? Срекни ли се? Па добро, пред да започнам, јас би сакал да искажам благодарност за поганата и да дискутираме на оваа тема, но во исто време да искажам благодарност и до целокупниот тим ревизори вработени во Државниот завод за ревизија, кои што ја вршат својата работа одлично и професионално, и верувам дека и понатаму ќе продолжат со таква ентузијазм. Видете, впрочем, никој не сака ревизија и знаете како е, кога би почувствувале еднаш да бидете ревидирани во животот, ќе почувствувате што во суштина значи ревизијата. Меѓутоа, во суштина, државната ревизија е активност која што има за цел да ги заштити јавните средства и затоа секој менаџер кој што е поставен од надлежните органи во Република Македонија треба да води грижа за законско и наменско користење на средствата. Во таа насока државната ревизија согласно годишната програма спроведува активности за потврдување на ова законско и наменско користење, но во исто време и за потврдување на вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи. Добро, ќе зборуваме подоцна за вашата работа, колку има тоа ефект се, госпоѓа Тасева. Државниот завод за ревизија, да речеме дека си ја завршува својата работа. Нотира каде има неправилности, колку има, дури и со бројки кои суми се и сето тоа. Сите ние сме свесни дека корупцијата ни е висока. Впрочем, не мора тоа од меѓународните институции и во сите извештаи нивни да го нотираат дека еден од основните проблеми на Македонија е корупцијата. Но реков, што мислите вие? Зошто нема резултати, например, од овие извештаи на Државниот завод за ревизија? Бледо е не нивната работа, бледо е фидбекот после тоа. Тие извештаи имаат своја намена, имаат своја цел. Тие не треба да останат само објавени на веб страната на Државниот завод за ревизија. Ние долго време заедно со Државниот завод за ревизија се залагавме за да имаат капацитет да ги објавуваат на време, да ги доставуваат, да се доуреди законски употребата на тие извештаи, да се додадат надлежности на другите институции кои што имаат обврска да постапуваат по извештаите на Државниот завод за ревизија. Значи, вие рековте, граѓаните се заинтересирани. Ние треба да направиме и нешто повеќе за граѓаните, повеќе да бидат заинтересирани, да ги читаат тие извештаи, затоа што од нив навистина може да се види
која институција како ги троши јавните пари. Ние слушаме, спомнавте меѓународни извештаи, дека стотици милиони се изнесени од Република Македонија во непознат правец. Тоа се средства кои што се од нашиот буџет во текот на годините, кои што се изнесуваат затоа што не постои соодветна контрола на трошењето на јавните пари. Кога ревизорите ќе констатираат неправилности, тие даваат препораки, тие укажуваат на неправилностите во однесувањето на институциите. Но тука треба понатаму да се постапува по тие наоди. Некој треба дополнително да ги анализира, да користи други методи на анализа, не само финансиските извештаи, за да се види што всушност се случило со овие средства кои што се потрошени, како што тие знаат да кажат, ненаменски или несоодветно и така натаму, или не биле покриени со потребни одлуки и така натаму. Значи, тука има веќе надлежност на другите институции. Кај нас недостасува. Ние зборуваме за проблемот со корупцијата. Јавноста на извештаите од Државниот завод за ревизија и потребата по нив да постапуваат другите институции произлезе токму од тоа да се направи засилена превенција на корупцијата во јавниот сектор, во трошењето на јавните пари. Меѓутоа, тука можеме да успееме само ако гледаме активности од другите чинители. Ние немаме активност од никој друг. Дури немаме сега и антикорупцијска комисија. Не е само до антикорупцијската. Еве ја немаме антикорупцијската комисија. Имаме јавно обвинителство, имаме сите други органи за прогон, за истраги, имаме финансиска полиција, имаме Министерство за внатрешни работи, значи имаме и други органи кои што имаат служби за аналитика, кои што можат да ги искористат. Господин Ацевски, каде ги доставувате овие извештаи? Пред да одговорам на прашањето, јас би сакал само да дополнам. Корисноста на ревизорските извештаи или позитивните ефекти од самата работа на Државниот завод за ревизија не секојаш треба да ја одсликуваме она што значи постапување на јавното обвинителство. Замислете вие ако ние не ја вршиме својата функција така како што ја вршиме и ако не ја објавуваме самите конечни ревизорски извештаи, кога не би била информирана јавноста, кога не би били информирани невладините организации и сите заинтересирани граѓани во Република Македонија, тогаш мислам дека ќе биде состојбето уште полош. Така да сепак ние како сервис на граѓаните и на Собранието на Република Македонија даваме една вистинска слика за начинот на користење на јавните средства. Во однос на прашањето каде ги доставуваме, во делот на оно што значи соработка на Државниот завод за ревизија во периодот, господјата Тасева знае, Државниот завод за ревизија има подпишано меморандум со сите клучни институции во Република Македонија во соработка и превенција на корупцијата. И врз основа на тој меморандум и согласно одредбите на Законот за државна ревизија, ревизорските извештаи ги доставуваме до јавното обвинителство, кое потоа бара постапување на надлежните органи, вклучувајќи го и Министерството за внатрешни работи. Можам да истакнам позитивни примери во текот на 2018 година, каде што по барање на јавното обвинителство, а по преходно доставени наши ревизорски извештаи, представници од Министерството за внатрешни работи неколку пати се обратија до нашите вработени, каде што бараа појаснување, бараа одредени докази и мислам дека започна еден процес на движење на работите во кој што очекувам дека ќе имаме зголемено постапување по самите ревизорски извештаи. Вие како реагирате на тоа што велам дека вашата работа си ја вршите апсолутно, мислам, но бледи се резултатите. Знаете, јас имаме неколку случаи пред да почне емисијата, зборувавме јас, вие и госпоѓа Тасева, бачило, вие спомнавте националната платежна картичка, неколку и тоа е се. Нема некој. Знаете, резултати може да има, само значи, ако сакаме. нема политичка волја. Само ако сакаме, токму тоа. Резултати може да има ако сакаме да има резултати. Ако овие извештаи не останат само на хартија и да бидат само работа на некој друг. Сега не може сите да чекаме, нема антикорупцијска комисија и нема кој да постапува по тие извештаи. Има други институции кои што треба да постапуваат. Има пред се собрание. Тие првенствено ги доставуваат во собранието. Го ставаше на дневен ред расправа за
за годишниот извештај на Државниот завод за ревизија. Сега и тоа го нема. Мислам, повеќе години го нема тоа. Морам да ве коригирам. Да? Значи, се работи за две сосема различни работи. Она што е преходно спомнато во делот на надлежностите на собранието, ние очекуваме дека во наредниот период, еве веќе во рамките на твининг проект со Врховската ревизорска институција на Бугарија и Врховска институција на Република Хрватска спроведуваме проектни активности, каде што една од компонентите е соработката со собранието и иницирање на активности за разгледување на сите ревизорски извештаи кои што се доставени до собранието да се разгледуваат во матичната комисија, односно во комисијата за финансирање и буџет, каде што собранието би ги разгледувало самите ревизорски извештаи, би барало постапување од надлежните лица кои биле субјект на ревизија и би ги задолжувало со одредени насоки за начинот на постапување. Тоа е првата активност во делот на поединечни ревизорски извештаи, а додека во делот на годишниот извештај секоја година, заклучно до 30 јуни тековната година за преходната година, Државниот завод за ревизија доставува годишен извештај од аспект на што значи ревизорски извештаи до собранието и истото се дискутира во собранието и носени се одредени заклучоци по годишниот извештај за работењето на Државниот завод за ревизија. Јас би сакал да споменам друга активност која што значи готов е извештајот за 2017, сакате да кажете даден е во печат, во печат. Се очекува неделава да заврши со тоа и пред да биде доставен во собранието од страна на заменикот главен државен ревизор господинот Насер Адеми, ќе биде закажана пресконференција каде што ќе бидат поканети може ли малку да ни откриете како стоиме, трошеле ли многу ненаменски или малку барем се подобрило нешто? Видете, знаете што, согласно годишна програма за работа за 2017 година, предмет на ревизија беа финансиските извештаи од 2016 година, тоа значи еден преходен период. Гледајќи активностите кои што се преземаат, има иницијални знаци за подобрување на состојбите, она што значи барање на постапување на законските застапници на субјектите предмет на ревизија поради следното. Започнувајќи од 1.1.2018 година, владата на Република Македонија воспостави пракса секој ревизорски извештај кој што е доставен до владата да ги разгледува на 3 нивоа, односно на генерален колегиум, на Комисијата за економски систем и на самата влада, каде што дополнително презема активности и бара постапување од самите субјекти предмет на ревизија. Тука даваме придонес и самите ние како институција, предложувајќи одредени препораки, кои што морам да кажам дека сите досега предложени препораки се прифатени од страна на владата и покрај тоа што целата оваа активност е на границата на она што значи влијање врз независност и интегритетот на Државниот завод за ревизија, бидејќи клучната соработка на Државниот завод за ревизија треба да биде со собранието на Република Македонија. Но оваа активност ја сваќаме како добронамерна, како одредена активност за позитивен ветер во корист на Државниот завод за ревизија, се со цел да се принудат субјектите предмет на ревизија на преземање на конкретни мерки по дадените препораки од страна на Државниот завод за ревизија. Претходно кога разговаравме, мене не ми беше јасно и се чудев зашто Државниот завод за ревизија не поднесува кривични пријави, но ми рековте дека тука сте ограничени, законот не ви овозможува вие да ги поднесувате кривичните пријави за кога ќе констатирате ненаменско трошење на средства, големи суми. Секогаш ревизорската екипа и овластениот државен ревизор кои што ќе констатираат одредени состојби кои што сметаат дека имаме несоодветно незаконско постапување или незаконско користење на средствата, имаат обврска согласно одредбите на Законот за државна ревизија, таквиот ревизорски извештај да биде доставен до надлежните органи, односно до јавното обвинителство. Сметам дека давањето улога на поднесување на кривична пријава несоодветно на статусот кој што Државниот завод за ревизија го има и мислам дека доколку ја подобриме соработката на сите надлежни органи, ќе се постигне поголем ефект без она што значи поднесување на кривична пријава од страна на Државниот завод за ревизија. Госпоđe Тасева, претпоставувам дека Transparency International Македонија ги чита со внимание овие извештаи на Државниот завод за ревизија. Можем да заклучам дека респектирате нивната работа и
и велите дека си ја вршат тие својата работа. Многу пати корисни ви се, нели? тоа сме го констатирале до сега, дури кога правевме анализа на система за национален интегритет во Република Македонија на 14 столбови, тоа се сектори на интегритетот, каде што се вклучени и извршната власт, и собранието, и Државниот завод за ревизија, и Државната комисија за спречување на корупција, значи 14 такви субјекти. Морам да кажам дека еден од стоечките столбови кој што ја држи оваа држава, така да кажам, столбовите на интегритет, е Државниот завод за ревизија заедно со Народниот правобранител. Сите други имаат резултати многу ниски или на таа табела под 50. Ниту извршната власт, ниту јавното обвинителство, ниту собранието. Значи, работењето согласно законот, согласно стандардите за Државниот завод за ревизија, независноста, транспарентноста, улогата која што имаат, недостасува капацитет и ресурси за уште посеопфатно и подетално спроведување на тие ревизии. Ние нивните извештаи ги читаме и редовните извештаи, но и оние посебно не се интересни кога станува збор за финансирање на изборните кампањи, кога политичките партии исто така треба да ги поднесат своите извештаи, а тие да ги објават нивните извештаи од трошењето за време на кампањите или од страна на политичките партии. Она што недостасува во целата оваа работа, да може да ги достават. А кога зборуваме за кривична пријава, сепак да се подготви и да се поднесе кривична пријава, бара нешто друго. Бара да се спроведе истрага, бара да се утврди кој сторил какво дејствие и дали тоа дејствие е кривично дело, што не е надлежност на ревизорите и не можеме тоа да го очекуваме. Затоа и законот бара извештајот да се достави до јавното обвинителство. Таму треба да има капацитет за анализа, за проценка на тоа каде може да се очекуваат неправилности и незаконитости, да се приберат другите потребни информации, за да може понатаму да се оди во истрага за да се утврди дали постои кривично дело. Многу се корисни овие извештаи, например, сега зборевме пред малку исто така, извештајот на Генералниот секретаријат на владата. Значи, тој генерален секретаријат трошал пари за градење на Скопје 2014. Тоа не можеме да го видиме поинаку, освен ако не го прочитаме во некој од овие релевантни извештаи. А од тука треба да се види понатаму од каде таа надлежност, од каде тие пари во буџетите. И од каде таа комоција да се... И од каде таа комоција. Случаите кои што ги спомнавте, ние тогаш ги работевме во антикорупцијска комисија, случајот Бачило, произлезе од една реченица во ревизорскиот извештај. Случајот национална платежна картичка, исто така, тоа покажува дека ревизорите многу квалитетно си работат работата. Ние тогаш поставивме некаков пример, некаков стандард, дека може тоа да се прави. Антикорупцијска комисија во тој состав. Меѓутоа, од тогаш наваму ниту една институција не се зафати да го работи тоа, а треба само малку аналитика, некој аналитички да ги прочита тие извештаи, за да види дали има основа за нешто понатаму да се спроведе некаква поставка. Значи имаме уште простор да работиме. Собранието ќе да ги имплементира препораките. Убаво е што владата се нафатила. Јас на ова гледам повеќе како заживување на навиката да ги читаат, отколку на губење на вашата независност, оти тоа недостасува. На некој се занимава всушност што значи ова во извештајот. На некого треба да му стане јасно. И од тука натаму да очекуваме дека ќе се зајакне работењето по овие извештаи. Ние очекуваме во наредниот период во насака на оно што значи зголемување на информираноста на граѓаните и подобро разбирање на самите утврдени состојби за сите оние круцијални извештаи кои што ќе бидат репродуцирани и издадени од страна на Државниот завод за ревизија, да се организираат посебни пресконференции во кои што и за новинарите и за граѓаните ќе бидат на поедноставен начин елаборирани со цел да се запознае целокупната јавност за она што е утврдено, а што не би требало да биде постапувано во согласно со законот. Така не би, мислите дека не би останале во фиока, да речеме, во или...
Па јас се надевам дека ниту еден ревизорски извештај нема да остане во ФИОКа. Јас пред еден месец бев повикан во јавното обвинителство за давање на дополнителни информации за ревизорски извештај од 2011 година. Така да јас верувам дека нема да останат во ФИОКа и очекувам дека ќе се преземат потребните мерки и активности од страна на надлежните органи. Интересно беше вие преска кога за времето вашево да антикорупцијска кога бевте, кога така споделите со нас. Може ли со гледачите да им го кажеме тоа како одело со Министерството за одбрана со Бачило? Многу интересно тоа. Да, тоа беше еден многу интересен момент или сегмент од работењето на комисијата. Значи почна од Државниот завод за ревизија? Ние тогаш во Државната комисија за спречување на корупцијата во првиот состав, самите си зададовме задача. Тоа не пишуваше во закон тогаш. Сега пишува во закон дека се доставуваат до комисијата. Тогаш тоа не беше законска обврска. Самите имавме меѓу себе припатено задача или обврска да ги симнуваме од веб страната нивните извештаите на Државниот завод за ревизија и како ќе доаѓаат секој од членовите да се задолжи со еден од извештаите. И да реферира на комисијата за тоа што има во тој извештај и дали има нешто интересно од аспект на корупцијата. Јас го добив да го анализирам извештајот на Државниот завод за ревизија за Министерството за одбрана во тоа време. И кога го прочитав, там имаше многу работи што да се прочитаат, вклучително и приватизацијата на објектите во Велес, во офицерскиот дом и така, значи многу работи имаше во тој извештај. И мојата препорака при реферирањето беше да целиот извештај се достави до јавното обвинителство со укажување на кои моменти би требало јавното обвинителство да обрне внимание. Но таму имаше една реченица што мене како правник ми така малце ми засмета и сакав да проверам. Предложив и комисијата се согласи, ние да провериме. Заклучокот на ревизорот беше на ревизорот не му е јасно зошто Министерството за одбрана се согласило да плати одштета од 700.000 евра на основа на првостепена судска одлука. Толку беше реченицата во извештајот. Без да се жалат, без ништо, значи не поднеле жалба, немале веднаш по првостепена пресуда исплатено. И ние рековме добро, ќе го прашаме Министерството за одбрана да ни каже зошто вака завршил овој случај. Сепак во таа комисија седеа многу врвни правници, луѓе кои биле и министри за правда и јавни обвинители, и знаевме дека тука треба да погледнеме малце подобро. И кога го испративме писмото до министерот за одбрана, за наше изненадување добивме одговор од премиерот, кој што во време кога е правен извештајот бил министер за одбрана. Тоа е Бучковски, да појасниме на гледачите. Со тврдење дека таму е се во ред и дека нема што да гледаме. Ама тоа беше за нас уште повеќе индиција дека треба подобро да погледнеме. И го прашавме јавниот правобранител зошто така завршил овој случај. Тие рекоа дека ако не било така ќе сме морале државата да плати и камата, дека тука станува збор за голема заштеда всушност. За да на крајот, кога направивме увид во тој судски предмет, утврдиме дека Министерството за одбрана доставило до јавниот правобранител, а преку него и до судот, информација дека на тој критичен ден немало прелети од било кои објекти од армијата на тој регион или воопшто во тој ден немало никакви летања. Значи, настанот за кој што се исплатени 700.000 евра всушност не се случил воопшто. И тогаш ние целиот тој случај заврши со водење на судска постапка и правосилни судски пресуди против 14 лица и големи затворски казни, и суди, и нотари, и други лица беа фатени. Затоа реков, ако сакаме, можеме многу работи да видиме во тие извештаи. Треба само да се обрне внимание
на тоа што таму пишува. Овој случај е само еден кој што заврши добро, односно правосилни судски пресуди има таму. Случајот национална платежна картичка исто така е многу голем коруптивен случај. Очекуваме дека на некој начин ќе го завршат сега нашите институции. Од 2011 што го викнаме. Да, затоа што почната е постапката и мислам дека тука веќе ќе се надевам дека ќе се заврши целата таа работа, затоа што исто така станува запор за многу големи суми од јавните пари. Во контекст на ова што го кажуваме, не се само овие случаи, има многу ревизорски извештаи во кои што се утврдени голем број на недоследности. Еве денеска го примев известувањето за преземени мерки од АД МЕПСО, во кое што во суштина чувствувате степен на задоволство кој ќе добиете повратна информација дека нешто е надминато и дека имотот на државата е повратен. Таму имавме утврдено состојби во кое што поголем број на имоти кои што треба да бидат сопственост на АД МЕПСО, односно на државата, беа запишани на друг правен субјект, односно приватен субјект. Со констатациите од страна Државниот завод за ревизија, преземени се одредени активности, дадени се задолжувања од владата на Република Македонија и еве денеска со известувањето за преземените мерки не известува дека веќе одреден број на имоти се запишани во корист на државата на Република Македонија, така да сето тоа е еден користен елемент или корисно со самата ревизорска активност. Меѓутоа јас велам за да се добие поголема ефективност и поголема заштита на користењето на јавните средства, мора да се вложува и во капацитетите на Државниот завод за ревизија. Ако направиме анализа на бројот на вработени во Државниот завод за ревизија од 2007 година па после 11 години до 2018 година, ќе видиме дека во 2007 година сме започнале со 91 број вработени во Државниот завод за ревизија, а 2018 година се уште сме 89, односно само 20 помалку. Наместо да го зголемуваме бројот на вработени. Се преземаат одредени активности за континуирано барање за зголемување на бројот на вработени. Јас верувам дека во наредниот период таквите барања ќе бидат задоволени. Исто така сакам да истакнам дека за прв пат во 2018 година се донесе заклучок на влада во кое што потребата од ангажирање на надворешни експерти во Државниот завод за ревизија е обезбедена, дадена е согласност и задолжено Министерството за финансии да обезбеди дополнителни средства во услови кога самиот ревизор, односно Државниот завод за ревизија ќе почувствува дека има потреба од ангажирање на експерти, тоа да го направи. Надворешни. Господине Тасева, немаме ли ние капацитет или интегритет, па мораме стално... Не, за кога сме... Немам ништо против странците, ама... Не зборуваме за странци. Не, овде мислам дека повеќе зборуваме за експерти надворешни. Значи, видете, јас би сакал само да напоменам дека помина времето кога јавните набавки треба да ги гледаме на хартија. Се повеќе и повеќе се наложува потребата јавните набавки да се гледаат во делот она што значи квантитет и квалитет во процесот на изградба. Тука е најголемата корупција, ми се чини. Апсолутно, се согласувам. Јас велам, тука е најголемата потреба за ревизија. За ревизија, бидејќи експерт за патишта, експерт за згради. Нашите ревизори не се експерти колкава количина на железо со каква еластичност и профили е вградено во мостот, во во брани и така натаму. Сето тоа некој треба да му го потврди и да докаже на ревизорот дека тој материјал што е вграден во патиштата, во автопатиштата и така натаму се соодветен квалитет, не е со соодветен квалитет и така. Апсолутно. Господине Тасева, вие правевте таква експертиза со колегата Малиновски за Скопје 2014 на барање на тогашниот градоначалник на Центар Жерновски. Значи, ние очекувате ли правна разврска околу? Како не, очекувам посебно сега кога веќе слушнавме и дека Државниот завод за ревизија и нивниот извештај веќе оди во таа насока или објавениот извештај укажува на
незаконити дури трошења на средства од буџетот на државата преку Министерството за култура па во општина Центар. Тоа е она на што ние го напишавме во нашиот извештај. Да. Значи што се капитални објекти кои може да донесе одлука, како треба да се донесе, што се монументални споменици, а што се обележја и како тие се финансираат, иницијативите од Министерството за култура. Значи, сето тоа што ние го напишавме тогаш со Драган Малиновски во нашите извештаи, го гледаме и потврдено, односно сега со аргументи за незаконито трошење од страна на Државниот завод за ревизија. Меѓутоа и знаеме веќе дека во јавното обвинителство се постапува по тие извештаи што градоначалникот Жерновски ги однесе во јавното обвинителство и веќе се постапува таму и тоа е, ние утре имаме настан во кој што ќе зборуваме за проблемот на заробената држава во Република Македонија, токму на примерот на Скопје 2014. Што се случило? Како институциите затаиле или биле спречени да делуваат за да се работи согласно закон и што е тоа синдромот на заробена држава тука. Значи, сепак работите еден ден ќе излезат на виделина и мислам дека тој извештај и двата тие извештаи точно се ги лоцираа проблемите кои што сега попрецизно се објаснети во Државниот завод за ревизија, а мислам дека обвинителите веќе одат понатаму и да ги следат трагите на парите и дека тука ќе имаме еден така многу покомплексен, но добар случај. Господин Ацевски, во некои од извештаите, јас морам да признам дека не сум ги исследил сите, во некои од извештаите приметив дека одговорните не ни дадоа тие податоци, не дадоа тие документи, не аргументираа, односно не потврдија нашето сомневање. Вие прво го правите нацрт и извештај, па им го враќате нив. Значи, постапката на самиот процес на ревизија започнува согласно годишната програма, па тие во текот на месец јунари сите оние субјекти кои што се офатени со годишната програма се известени дека се вклучени во годишната програма. Ревизорот и овластениот државен ревизор има во врска 7 дена најкасно пред почетокот на самата ревизија да ги извести субјектот дека почнува ревизијата, да се направи првичен состанок со менеджментот на институцијата и потоа да тече ревизијата. По завршување на ревизијата се прави завршен состанок со субјектот предмет на ревизија и потоа од кој ќе се изготви нацрт извештајот се доставува во рамките на Државниот завод за ревизија. Имаме посебно стручно тело кое што одговара за квалитетот на самиот ревизорски извештај. Се разгледува и од кога тој ќе биде одобрен се доставува нацрт извештајот. Доставувајќи го нацрт извештајот до законскиот застапник на субјектот и до одговорното лице во периодот за кој што се однесуваат финансиските извештаи, им се дава право на забелешки во рок од 30 дена, доколку тој достави забелешки, овластениот државен ревизор подготвува одговор на забелешките, повторно ги враќа до стручното тело и од кога ќе се одобрат од стручното тело, повторно се доставува конечниот извештај. Со конечниот извештај, овластениот државен ревизор доставува еден така наречен образец ИЗПМ, кој што ги наведува сите препораки кои што се дадени во конечниот ревизорски извештај и напоменува на законскиот застапник дека има врска во рок од 90 дена да го извести за преземените мерки. Тоа е една активност во однос на она што значи известување за преземените мерки по дадените препораки. Но во услови кога менеджментот или законскиот застапник на субјектот предмет на ревизија ќе го ограничи делокругот на ревизија, нема да ги приложи сите документи, нема да даде одредена документација и така натаму, самиот овластен државен ревизор има обврска да го нотира тоа во самиот ревизорски извештај, да процени дали тоа му влие да се воздржи од давање на мислење за самите финансиски извештаи за усогласено со законите и во исто време да го извести на надлежните органи, односно таквиот ревизорски извештај да го достави до јавното обвинителство и понатаму се преземаат потребните активности. Госпожа Тасева Преска, Бефатив, како рековте, граѓаните треба и да читаат. Тоа значи дека граѓаните кои ќе прочитаат потрошени толку ненаменски волку пари, а тие се пари од нас, од граѓаните, имаат право да поднесат кривична пријава?
Значи, граѓаните... Јас како граѓанин, например, како оштетен. Секој граѓанин треба да се навикне дека има право да реагира. Таа реакција не мора да биде веднаш кривична пријава. Може да биде изразување став на незадоволство од работењето на институцијата, на раководителот, на политиката, затоа што ние имаме токму заради тоа системот на одговорност не ни функционира. Немаме никаква отчет од оние кои што ги водат овие политики и институциите, значи затоа што никој ништо не ги прашува. Во собранието ќе си се договорат на седници, на комисии, како да си... А граѓаните едноставно сметаат дека нема што тука да направат, дека нема ништо да сменат. Меѓутоа и политичарите, како и во другите држави, демократски развиени држави, ќе се навикнат да реагираат на гласот на народот. Граѓанинот има право да знае и да реагира кога ќе види дека средствата кои што се негови средства, некој ги потрошил незаконски. И има право за тоа да биде информиран, дури и реакцијата нека биде за избори, ама да биде информиран, па утре да знае дека овие не работат баш домакински како што треба, можеби не треба повторно да останат на власт или да бидат власт. Значи, поентата дека граѓанинот треба да биде информиран. Ама само ако ги менуваме да не бидат власт, немаме ефект, да ги вратат парите. Значи, тоа, да ги вратат парите е работа на институциите, а и да проработат институциите кои што досега беа заробени, велиме и нивната работа зависеше од политичката волја. Политичка волја да работи обвинителот. Обвинителот е независен орган. Не треба политичка волја, он треба да си ја работи работата. Значи, ако граѓаните само со една реакција на граѓаните не може само се делува од озгора надолу, значи граѓаните треба да кажат што сакаат, да имаат подобра држава во која што ќе бидат одговорни институциите и политичарите. Тогаш ќе ги натераме политичарите да мислат дека граѓаните не се задоволни и дека треба да проработат и обвинителствата, и полицијата, и судовите, за да можеме да стигнеме до конфискација. Ние читаме во извештаите изнесени се милиони од Македонија, не можеме да ги вратиме тие милиони затоа што немаме соодветни постапки од надлежните институции. Само така можеме, кога сите ќе бидеме заинтересирани, да сватиме дека ова е работа на сите нас, а не само на ревизорите, на Transparency International, на новинарите, дека ние за ова ќе се изборуваме, него ова треба сите помалку да се вклучиме. Во делот на зголемување на информираноста на граѓаните, мислам дека и самите медиуми треба да имаат поголема улога во делот она што значи и разбирање на самите ревизорски извештаи. Можеби е тоа и потреба самиот Државен завод за ревизија во соработка со медиумите да организира одредени тркалезни маси и настани за појаснување за начинот на разбирање на ревизорските извештаи. Зошто? Поради тоа што во одредени моменти, јас ги следам постојано коментарите по медиумите за самите ревизорски извештаи кои што ги репродуцираме, во одредени ревизорски извештаи имаме многу значајни области, многу значајни настани кои што се обедени во самиот ревизорски извештај, а самиот медиум објаснува сосема споредни информации. Да речеме, еве, извештајот кој што спомнав за МЕПСО, имавме таму многу круцијални утврдени состојби кои што се од интерес на самата држава. Новинарот обработуваше расходите за репрезентација, обработуваше расходите за регресот за годишен одмор за вработените и одредени споредни расходи. Значи, кога нешто го пласирате во етерот, мора да обрнете внимание што е круцијално, на кој начин може да се зголеми информираноста на граѓаните. Ама мислам дека тие ги даваат информациите што граѓаните што се приемчиви за граѓаните. Морам да бидам искрен да признам дека малку и на сензационализам одиме, еве видете во извештајот. Кавијарот во сметката повеќе ќе предизвика внимание. Видете извештајот за култура. Главен наслов од прилика беше министерката Канчевска му дала на шоферот 2000 евра. А мислам таму во култура знаеме што се случувало. Та се знае најдобро. Има многу пари излеани, прелеани, потрошени, надплатено, мислам, таму има многу работи, ама еве, затоа реков, новинарите известуваат тоа што е приемчиво за граѓаните, она што ќе ги задржи на таа страница да прочитаат што се случи. Насловот е многу важен.
Еве рековте вие дека овој годишен извештај прв пат и пресконференција ќе одржите, па може и некои тренинзи со новинарите да полесно да известувам. Јас искрено верувам дека што е круцијално во извештајот. Јас искрено верувам дека соработката со новинарите, со медиумите и со сите засегнати страни, вклучувајќи ги невладините организации, ќе се зголемува и понатаму и покрај тоа што до сегашната соработка е на едно високо ниво, бидејќи никогаш не сме останале како институција да не одговориме на било кое барање кое било доставено за појаснување на одредени состојби, за доставување на одредени информации. Ако погледнете нашата веб страна, постојано се ажурира со одредени настани, со одредени информации и во делот на оно што значи транспарентност, во делот на самите ревизорски извештаи кои што ги објавуваме. Значи, целокупниот ревизорски извештај без никакви обработки, дополнителни прилагодувања, онака кој што е пратен до субјектите предмет на ревизија, исто така се објавува на веб страната, што е многу реток случај со другите ревизорски институции во западниот свет, каде што, еве да речеме, на дел од ревизорските институции во Европската Унија се прави одредено резиме и таквото резиме се објавува на веб страната. Главните информации. Да. Но има и еден друг момент тука, кога разговараме со граѓаните, дека не сите имаат достап до интернет, па можат да ги симнат. И затоа треба да се подобри оваа комуникација со печатените медиуми, да се печати некаква пресконференција, за да уште повеќе им се направи достапна таа материја. Има граѓани кои што разбираат многу, значи луѓе кои што можат навистина да имаат став во врска со ова. Секако. Еве, јас на минутите за овој ТВ брифинг полека истекуваат. На крај ќе го најавам прилогот на колешката Александра Филиповска, токму на оваа тема, ги обработува и овие последните два извештаја за Министерството за правда и за култура и мислење од, да не речем експерти, но упатени во корупцијата, антикорупционери. А вам многу ви благодарам на учеството во вечерашнава емисија. Ви благодарам и вам. Вам, почитувани гледачи, пријатна вечер. Милионски злоупотреби во ревизорските извештаи, но само на хартија, а во пракса без конкретна акција на органите на прогонот. Министри, директори, јавни функционери, само за ресторани, незаконски вработување на своји блиски, ненаменски користење на службени картички, спорни тендери, трошат милиони, а државата чека донации за амбулантни возила и корпи за отпадоци. Ваква е сликата со години, но институциите спијат, а народните функционери во трошењата само продолжуваат по патеката на претходниците. А извештаите на државниот ревизор, каде се констатирани злоупотреби, досега најчесто заглавуваат во нечија фиока. Антикорупционерите се децидни дека неодговорноста, нетранспарентноста, нефункционирањето на институциите и толерирањето се главната причина корупцијата во трошењето на јавните пари да достигне ендемски размери. Велат дека заробените институции, бледите ревизорски извештаи, пасивноста на телата кои треба да се борат со корупцијата, толерирањето од власта и политичките партии кои ги назначила, но и неодговорноста на самите функционери, само допринесуваат антикорупцијскиот ланец да остане заврзан, наместо да се одврза. Категорични се дека ништо нема да се промени, се додека нема поостри санкции и враќање на украдените пари. Ние се уште имаме владење на партиите наместо владење на институциите. Тоа значи дека тие си ги штитат нивните функционери. Нема случај таму кај што се откриени злоупотреби, немаме случај да партијата бара самата да се повлечи тој. Неодговорноста, нетранспарентноста, нефункционирањето на надлежните институции, толерирањето, резултати имаме една ендемска корупција, која што фактички и се толерира. Никој не бара одговорност од функционерот кој што самите го предложиле, ниту пак владата или собранието бара да се разреши тој човек или да се бара одговорност. Све дури нема санкции, тоа, значи, поостри санкции, све дури нема враќање на украдените пари, значи ние ќе имаме таква ситуација. Во јавноста досега на прсти се бројат кривичните пријави покренати врз основа на извештаи на државен ревизор. Од големите, само истрагата за бачило и за националната платежна картичка тргна од ревизорски наод. Останатите се за посетни случаеви.
А колку милиони евра од буџетот незаконски ненаменски се испумпани досега, никој не преброел, зашто најчесто органите тешко се зафаќаат со прибирање на докази. Наодите треба после да се докажат, или вие немате некоја цифра колку, меѓутоа мислам дека се работи за значителни средства, а од друга страна бараме донации за, не знам, за амбулантни возила или за некои ситни работи за кои што еден министер или функционер ги троши само по ресторан. И Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации е дециден дека недостасува поефикасна соработка меѓу Државниот завод за ревизија и другите чинители во синџирот за антикорупција. Јас мислам дека за да, бидејќи овие проблеми се повторуваат со години, да не кажам со веќе децении, мислам дека прво нешто што треба да се направи е да се унапреди самиот квалитет на ревизорските извештаи во делот на препораките, затоа што ако ги погледнете, наодите од една страна се за сериозни злоупотреби, например за пари спроведени или потрошени без да се применува Законот за јавни набавки, а од друга страна препораката е доследно да се применува Законот за јавни набавки. Мислам дека ова едно со друго не соодействува баш како што треба. Понатаму мислам дека треба да се врати разгледувањето на ревизорските извештаи во собранието. А расфрлање со пари на државна сметка ревизорите открија деновиве кај поранешните министри во култура и правда. Истиот човек, поранешната министерка за култура, Елизабета Канчевска-Милевска, два пати го плаќала. Еднаш дека ја возел, зашто преку авторски договор земал 127.000 денари за една година, а втор пат му давала редовна плата како државен службеник. Екс-министрите пак во правда, Еднан Јашари и Валдет Џафери, делеле дебели хонорари на комисии за неисполнети обврски. Отпишувале предмети од евиденција без да се знае каде завршила. Во нивно време се точело гориво без контрола, се возело нерегистрирано возило, а натрупувале и неправилности при изградбата на новата фасада и на зградата на Кривичниот суд. На Канчевска-Милевска и се става на товари тоа што без решение биле ангажирани 6 службеници во кабинетот на заменик министерот Драган Неделјковиќ, што биле потрошени 818.000 денари за угостителски и ресторански услуги за кои немало соодветна документација, а за репрезентација при службено патување во странство дури 232.000 денари. Ревизијата открива и дека во бифето на култура се јадело и пиело на државна сметка за 35.000 евра. Меѓу низата забелешки се и дека книгите од капиталниот проект за печатење и превод на книги завршиле по подруми. Коментар не добивме ниту од Канчевска-Милевска, ниту од двајцата поранешни министри за правда за расфрлањето со пари на државна сметка, а времето ќе покажа дали овие ревизорски извештаи ќе завршат кај органите на прогонот или како и другите во фиока.